Поради порастот на потребата од медицинска нега предизвикана од пандемијата, неопходно е да се воспостават алтернативни места за нега на ковид пациенти. Кочани е една од општините каде ќе се подигне монтажна болница со целосна опрема. Предлогот е таа да биде во кругот на општа болница. За таа цел треба да се исполнат одредени услови, да се изработи платформа со приклучоци за струја, вода и канализација, а поради тоа треба да се извршат измени во планот за јавни набавки. Градоначалникот смета дека таква монтажна болница е придобивка за Кочани и за регионот. Членовите на кризниот штаб ја разгледуваа состојбата со коронавирусот, почитувањето на мерките за заштита, спроведувањето на уредбите и протоколите за угостителски објекти. Директорот на Центарот за јавно здравје Кочани Гоце Серафимов истакна дека досега се направени 1054 тестови, регистрирани 82 позитивни случаи и 30 на активни. Внимаваме тоа што се случува во Штип да не се прелее кај нас. Се очекува поголем број заболени од почетокот на септември, се повикува на сериозно и одговорно однесување и почитување на мерките. Во спротивно може да се соочиме со голема криза, изјави Серафимов. Според Александар Максимов, началник на одделението за внатрешни работи, се преземаат мерки за казнување на физички и неправни лица кои не ги почитуваат уредбите и протоколите за работа. Максимов истакна дека во содејство со државниот пазарен инспекторат се прават контроли во угостителските објекти, но неопходно е зголемување и засилување на мерките. На седницата Општинскиот кризен штаб го разгледа почитувањето на препораките за организација на пазарниот ден. Сите беа единствени во незадоволството од кршењето на мерките за заштита и поставувањето тезги од двете страни на улицата Гоце Делчев. Ако и овој четврток не се почитуваат мерките, кризниот штаб веднаш да донесе одлука пазарот целосно да се затвори. Кршењето на оваа мерка е недозволиво. Ако другите овластени служби не можат да одговорат на воспоставување на редот, нека реагира и полицијата, повика градоначалникот Илиев. Директорот на комуналното јавно претпријатие Водовод Андре Киров соопшти дека поради алармантноста на состојбата во соседните општини ќе препорача во четврток да се спречи изложувањето на производи на лица од другите градови. Киров исто така ги повика граѓаните на рационално трошење на водата за пиење. Општинскиот кризен штаб побара да се разгледаат надлежностите за контролирање на работата во фабричките хали и во јавниот превоз. Градоначалникот Илиев повика на почитување на мерките за одржување социјална дистанца, носење заштитни маски и одржување хигиена.